Урбанистички хаос владее во државата, се додека приватниот инвеститор по сопствена желба го проектира и финансира деталниот урбанистички план, ќе гради кој каде сака и никој нема да одговара, велат од До2 иницијатива. Ако доповите ги проектира државна институција, сметаат дека вакви проблеми нема да има. Ке се намали корупцијата кај градоначалниците и советниците на општините, кои најчесто или земаат мито, или се во тесна врска со инвеститорот. Корупцијата е буквално на секој ниво. И дека тоа е еден ланец на изврзани луѓе, не е индивидуално, значи најчесто не е како инцидентен, изолиран случај, а еден круг каде што се вклучени планерски куќи, градоначалници, советници, партиски изврзаности, членови на комисии кои одлучуваат во постапката на носење на урбанистичките планови. Од До2 се против забраната да се носат парцијални одлуки, односно да не се гради само во Карпош или Центар, а да се гради во останатите. Вела дека така нема да се реши проблемот, затоа што ќе станат пренатрупани другите. Барат градоначалничката Арсовска што поскоро да го донесе новиот генерален урбанистички план, а државата законот за просторно планирање. Нема потреба од централизирање само за град Скопје, нека се донесат закони. Ние немам агенција за просторно планирање, не може да постапува бидејќи нема закон по кој што треба да работи. Тоа е основниот проблем, ние имаме тотален хаос. Со помош на УСАИД креира платформа за борба на граѓаните и граѓанските здруженија со корупцијата во урбанистичкото планирање, каде секој жител ќе може да добие информации како се носат урбанистичките планови, кој ги носи, кои се советници, како да пријават нерегуларности и корупција. Најавија дека борбата против урбаната мафија ќе продолжи, а заканите кои ги добивале нивни членови кои протестирале против изградба на одредени локации, нема да ги заплашат. Наташа Мерсовска, Сител телевизија.